Сакам да ја известам јавноста дека во текот на вчерашниот ден ги потпишав налозите за исплата на средствата за субвенционирање на инвертор клими и велосипеди. Тоа значи дека на сите граѓани кои ги исполнија условите пропишани со јавниот повик, средствата им се префрлени на нивните транзакциони сметки. Согласно јавниот повик, за субвенционирање на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Прилеп, за купување на клима уред инвертори, донесени беа 335 барања, од кои одобрени беа 307, додека за субвенционирање на набавка за велосипеди пристигнаа 315 барања, од кои беа одобрени 305. Причината за неприфаќање на 28 апликации за клими и 10 за велосипеди се неисполнување на критериумите и условите од јавниот повик и правилникот за субвенционирање на дел од трошоците за набавка на клима уреди и велосипеди. Со издвоените 4,5 милиони денари од буџетот на општина Прилеп директно придонесовме за заштита на средствата од семејниот буџет на 612 семејства од нашата општина. Покрај финансиските придобивки за граѓаните, со издвоените буџетски средства придонесовме за откривање на јавната еколошка свест и совест, како и за заштита на животната средина во нашата општина. Што се однесува пак до примената на мерките за заштита од коронавирусот, сакам да ги информирам граѓаните на општина Прилеп дека оваа сабота се отвара градскиот пазар. Работното време на пазарот во сабота ќе биде од 7 до 15 часот со примена на сите протоколи за заштита од коронавирусот COVID-19. Воедно, после продолжениот празничен викенд, односно од вторник 26 мај, се воведува јавниот градски превоз, при што во функција ќе биде ставена во редната неделна линија со запазување за сите мерки за заштита од коронавирусот. Во врска пак со денешната состојба со коронавирусот во нашата општина, денеска имаме 2 оздравени пациенти и 1 ново заболен. За жал, денеска уште еден наш граѓанин ја загуби борбата со оваа подмолна болест. На инфективното одделение во општата болница Борка Таревски во Прилеп хоспитализирани се 16 пациенти, од кои 14 се позитивни на коронавирусот.